Здравейте на сите. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во ОСУ. Премиерот Христијан Мицковски, кој престојуваше на самитот на Берлинскиот процес во Лондон, по завршувањето на истиот рече дека се разговарало за евроинтеграциите и за нелегалната миграција. Во делот на нелегалната миграција, нашиот став е апсолутно јасен дека ние практично ја браниме Европа од Европа, бидејќи кај нас мигрантите реално од земји членки на Европската унија нелегално влегуваат. Изнесов оваа идеја и пред премиерот Стармер за време на билатералната средба дека би биле добре дојдени британски експерти, британска експертиза, па дури и полициски офицери, припадници на армијата на Британија, да заедно со нашите припадници ја штитиме нашата јужна и источна граница од нелегалната миграција и на тој начин да ја штитиме и Европа. Ја презентирав нашата отворена покана. Нормално дека пораката од нивна страна е дека местото на нашата земја е во рамките на Европската унија, како и генерално на целиот регион на Западен Балкан. Прилично инспиративна и конкретна дискусија имаше германскиот канцелар господинот Мерц, кој што јасно кажа како го гледа регионот. Нормално, тоа е затворен состанок и сега не би сакал јас да ги зборам деталите, но многу јасна насока даде како го гледа регионот и кои се плановите за иднината на регионот поврзани со интеграцијата во рамките на Европската унија. Состојбата со отпадот по скопските улици и тротоари станува алармантна. Во текот на вчерашниот ден беше одржана седница на ЗЕЛС. На Скопје му се заканува хигиенска и еколошка катастрофа. Скопските градоначалници ќе бараат помош од колегите во другите градови, за да го соберат ѓубрето од улиците и тротоарите. Тие денеска се собраа во рамки на ЗЕЛС, за да најдат решение за нефункционалноста на комунална хигиена. Отежителна околност е што општините немаат соодветна механизација за да ги празнат контејнерите, туку само да го соберат расфрланиот отпад наоколу. Според првиот човек на ЗЕЛС и кандидат за градоначалник на Скопје од ВМРО-ДПМН, недостасуваат и контејнери. На многу од микролокациите, особено на оние каде што има роботи контејнери, ги знаете тие последната набавка на Шилевов, на местата каде што имало по 3, по 4 контејнери, во моментов има по 1 или по 2. Не знам од кои причини, тоа ќе треба да го утврдиме, дали некој свесно и намерно го направил тоа изменение. И најголем дел се оштетени да, не се отвара. Едно е да се оштетени, друго е да ги нема на самото место, но и да не се заменуваат за дополнително да се создава мини депонија практично на секоја микролокација. Но проблемот не е само во недостатокот на контејнери. Проблемот е во немањето на доволна механизација, односно камиони за подигање на смет, немањето на гориво за истите камиони, немањето на резервни делови и така натаму. Чисто илустративно, оние големите пластични контејнери за отпад, кои што се 3,2 тони, треба да се подигаат односно од територијата на град Скопје да се обслужува со 5 камиони. Во моментов предпријатието располага само со 2 исправни камиони. Наспроти тврдењата на градоначалничката Арсовска, дека виновен за хаосот е управниот одбор. Кашиковски вели дека сите потребни документи се донесени, но тој што ја кочи работата е директорот и не му е јасно зошто не набавува нова опрема, иако редовно има прилив на пари. Сето ова што се однесува околу набавка на нова механизација, нова опрема, се два документи. Едниот е документ инвестициона програма за работа на предпријатието, вториот документ е планот за јавни набавки. И двата документи од страна на управниот одбор на ЈП Комунална хигиена во првите, мислам, 2 месеци на годината се донесени, меѓутоа за жал не се спроведени од страна на директорот. Од друга страна пак службите на општина Центар заедно со Институтот за јавно здравје веќе 5 дена спроведуваат вонредна есенска дератизација, со која се опфатени 1980 шахти, вели градоначалникот и кандидат за втор мандат Герасимовски. Дератизацијата се спроведува со цел уништување штетни глодари и превенција од заразни болести, како дел од мерките што општината ги презема за заштита на населението. Спроведуваме вонредна дератизација со цел да ги спречиме сите можности од појава на зараза. Во услови на хаос во градот во однос на јавната хигиена, ова акција е важен чекор за сузбивање на потенцијални извори на болести, кажа Герасимовски.
Инаку, според информациите од СУТКОС, вработените во комунална хигиена денеска добиле само пола плата за септември, а другата половина им е ветена за во петок. Во предпријатието работат околу 1200 редовни и над 200 сезонски работници. Мартин Арсов, Сител телевизија. Кој од кого ќе добие поддршка во вториот круг од локалните избори? Веќе се прават и комбинаторики, а различни информации доаѓаат од различни извори. Само неколку дена по првиот круг гласање, кандидатот на Вреди за градоначалник на Тетово Билјал Касами најавува поддршка за кандидатите на ДУИ во Кичево во вториот круг од гласањето наспроти предизборниот договор со ВМРО ДПМН за меѓусебна поддршка. Во гостување за албанска телевизија јавно потврди дека Вреди во вториот круг ќе го поддржи Фатмир Дехари од ДУИ во Кичево наместо кандидатот на ВМРО ДПМН Александар Јовановски. Според Касами, поддршка ќе биде обезбедена во сите места каде има албански кандидат, но очекуваат поддршка и од интегративците во Бравиница и Долнани, каде Вреди и ВМРО ДПМН ќе ја водат битката во вториот круг. Прекранин Крчов, кандидат на БДИС? Посигуришне сина Крчов, сина калој кандидат, јоне dhe сина венда тjera ne kudo që janë në balotazh, shqiptarët ju do bashkoheni me ta. Po unë besoj që edhe BDI po e bën të njëjtën sepse në Bërvenic është një komunë në afër Tetovës që ka shku kandidati i Vlenit me kandidatin e VMRO-s. Në Dollnen, që është një komunë në rrafshin e Pellagonis afër Prilepit, qytetit të Prilepit, kandidati i Vlenit me kandidatin e VMRO-s. Ne urojmë që edhe BDI të përkrah kandidatot do. Појасниот став на Касами, партискиот штаб на Вреди побрза со реакција за гласањето во Кичево. Повикаа кичевчани сами да одлучеле. Гласовите ни ги имаме во джеб за да ги вадиме кога ќе посакаме. Ставот на нашиот кандидат за општина Кичево, Фатмир Лимани, беше јасен уште од почетокот на изборната трка. Оној што ќе влезе во вториот круг ќе биде поддржан. Но имаме нова ситуација во која се објавени компрометирачки материјали кои го разголуваат кандидатот на НАИ и го лишуваат од секое морално право да извршува јавна функција. Тој не се повлече и токму тоа ја прави секоја јавна поддршка скоро невозможна. Кичевчани сами треба да ја донесат оваа тешка одлука, реагираат од Вреди. Владеачката ВМРО ДПМН е повика наместо со етнички теми да се прават поделби, да се стави фокус на обединувањето. Ние, како што знаете, сме за обединување на вредности, наместо етнички прашања и теми кои што предизвикуваат поделби во јавноста. Тоа го очекуваме од сите политички зрели фактори, затоа што секое спротивно однесување на тоа е слично на ДУИ, кое што беше жестоко поразено на овие локални избори. Во битката за градоначалничката позиција во Тетово во вториот круг влегуваат кандидатите на Вреди и ДУИ, а разликата во гласови е 3756 во корист на Вреди. Дали ќе се случи обединување на македонските гласови во Кичево, за сега е неизвестно. Опозицијската СДСМ најавува нивен став во текот на следните денови, дали ќе го повикаат членството да даде поддршка за кандидатот на ВМРО ДПМН, што беше случај во изминатите изборни циклуси. По изборниот пораз во Чајро, ДУИ не се достапни за информации. Побаравме став дали постои договор за поддршка во вториот круг со Вреди во местата со претежно албанско население, онака како што најави Касами, но не добивме одговор. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Сигурен во победата во вториот круг за Скопје е Орце Ѓорѓиевски. Тој веќе одржи неформална координација со новото владеачко мнозинство во градскиот совет. Не е загрижен за најавите на неговиот против кандидат Мецинови за можна меѓусебна поддршка на Левица, ДУИ и СДСМ. Кандидатот на Левица во вториот круг од изборите за градоначалник на Скопје, Мециновиќ пак вели дека ќе бара поддршка од скопјани. Добро да се погледнат и анализираат резултатите, да видиме во кои делови Левица има добиено поддршка, што значи дека јас сметам дека и во првиот круг имаше Левица во Скопје поддршка од Демократската унија за интеграција, но како што кажав, мој фокус ќе биде да добиам поддршката од сите скопјани. Се надевам дека освен нашето мнозинство ќе добиваме за одлуките поддршка, односно консензуално ќе бидат носени и со поддршка на останатите советници кои што ќе бидат партиципиенти во истиот совет. Денеска ќе разговараме за најгорливите прашања кои што ќе ни бидат сериозен фокус до нова година.
Драги сограѓани, почитувана јавност, денеска мојот против кандидат зборува за тоа од каде ми доаѓале гласовите, од каде ќе ми додат гласовите и почнува да зборува за некоја теорија на заговор. Владиниот кандидат се сретна со Вреди, ја доби нивната поддршка, јас се среќавам со Скопјани и ќе продолжиме да се среќаваме со Скопјани, затоа што Скопјани се охрабрени и во се поголем број ќе излезат во вториот круг. Овој контингент кој го создадовме само ќе расте.